Добар ден, почитувани ученици. Јас сум Божо Бубало, наставник по историја во Основното училиште 11 октомври во центар Скопје. Денес ќе се запознаеме со следната наставна единица. Албанските востанија во периодот меѓу 1909 година и 1912 година. За да можеме да ги разбереме процесите кои што се случувале во овој краток но бурен историски период, треба да имаме основни презнања кои што имаме стекнато во минатото полугодие, тоа се за источната криза, Президентската лига, Берлинскиот конгрес и Млоотурската револуција. Пред да почнеме да говориме за наставната единица која што ќе учиме денеска, треба да ја согледаме каква била положбата на Османлиската империја во овој историски период. Како што знаеме, кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, Османлиската империја велеле дека е болниот на Босфорот. Тоа произлегувало пред се поради немојта на Османлиската империја да се спротистави на надворешните влијанија на големите сили, а воено и да се спротистави на се позасилените национално ослободителни движења на народите кои што биле под нејзина контрола. Во овој временски период, како што може да забележиме од картата која што е приложена тука, териториите на кои што живееле албанците се веќе погранични територии на Османлиската империја. И токму поради тоа и влијанието од надвор и работите кои што ги спомнавме претходно, источната криза, последиците од Берлинскиот конгрес и непромената на битно на албанското национално прашање, а воедно и Млоотурската револуција, од која што сите балкански народи, воедно и албанците имале големи очекувања, не ги оствариле посакуваните желби и соништа и стремежи на останатите балкански народи кои што биле се уште под османлиска власт, вклучувајќи ги и албанците. Имало повеќе причини за кревање на овие бунтови. Пред се лошата положба на албанскиот народ во Османлиската империја, султановиот апсолутизам против кој што се залагале да се намали, пред се тоа била една од главните причини за кревањето на Млоотурската револуција, потоа националното будење и раѓањето на посебната национална свест кај албанскиот народ во 19 век, пред се со стварањето на Президентската лига, а воедно и млоотурците еден чекор кој што повлекле е воведувањето на турскиот јазик како единствен административен јазик кој што наишол на негодување кај албанскиот народ. Директен повод за овој след на востание бил неисполнувањето на ветувањето на Млоотурската револуција, а воедно и недавањето на автономија на Албанија. Сега ќе ви бидат презентирани по хронолошки ред востанијата во овој период. Прво било востанието во 1910 година, следство на тоа востанието во 1911 година, а потоа и општото сламонско востание од 1912 година. Како што претходно споменав, Млоотурската револуција во поглед на националните прашања на балканските народи не ги дала и не ги исполнила претходно дадените ветувања и токму поради тоа и продолжувањето на лошата положба се крива востание на Косово и Метохија, која што е веќе погранична област со кралството Србија и со кралството Црна Гора, кои што веќе почнале да имаат влијание на тие територии. Начело на тоа востание биле Идрис Ефери, Иса Болетини и Хасан Приштина. Востанието за многу кратко време брзо се проширило на територијата на Косовскиот вилает. Турската војска која што била испратена да го задуши востанието била предводена од Шевке Тургут Паша и броела повеќе од 16.000 војници. Тие војници имале клучни битки со востаниците кај Качанишката клисура и Царалевската клисура. Во тие битки востаниците ќе успеат да ги одбијат нападите и да поразат подобро организираната османлиска војска. Токму поради тоа ќе биде испратен Махмуд Шевкет Паша со засилување, кој што заедно со Шевкет Тургут Паша ќе ги потиснат востаниците кон северозапад, кон Скадарската област и областа Голема Малесија. Како што ви споменав, главните битки биле во Качанишката клисура, зашто тука бидејќи османлиските војски тргнуваат од Скопје, кој што бил многу битен воено-административен центар, тогаш и се упатиле да го задушат востанието. Како што кажав, во Качанишката клисура ќе доживеат пораз, но бидејќи биле побројни, ова е картата на денешна Албанија, областа Голема Малесија и Скадарската област се повлекуваат
од Плешеничката клисура преку Косово и Метохија се повлекуваат северозападно, како што е наведено во областа Голема Малисијска-Дарската област. Бидејќи восстанието не било задушено, туку само по себе било стишано, албанските првенци и патриоти донеле одлука за продолжување на борбата. Таа одлука била донесена на 23 март 1911 година, или продолжувањето на ова восстание е познато во историјата како восстанието во Голема Малесија. Водачи на ова восстание биле Иса Болетини и дед Џон Лули. Турската војска била повторно предводена од Шевкет Тургут Паша. Бидејќи восстаниците за кратко време повторно имале поголеми успеси и бидејќи биле свесни дека доколку тие успеси не бидат поддржани од меѓународните сили и пред се од големите сили, на 23 јуни 1911 година бил одржан сабор во селото Греча, кој што се наоѓало во Скадарскиот округ, кај што бил усвоен меморандум од 12 точки, познат под името Црвена книга или на албански Либри и куќи. Овој меморандум бил подготвен од албанските првенци Исмил Кемали Влора и Луиќ Гуракуќи. Бидејќи албанците во тој временски период биле организирани нивни представници биле пред поглавари од нивните најголеми племиња. Овој меморандум бил потпишан од 22 албански поглавари, имало представници од секоја племе, и тоа од Хоти, Груда, Шкрели, Кастрати, Келмент и Шале. Истиот тој меморандум бил упатен кон големите сили, пред се Велика Британија и Османската империја, чија цел била решавање на албанското прашање. Овој меморандум на големите сили им бил предаден во Цетиње и во Подгорица, пред се заради влијанието на црногорскиот крал Никола, кој што сметал дека тоа е можност Црна Гора да се вмеша во албанското прашање на страна на албанците, и се надевал дека големите сили за тоа и ќе го наградат подоцни со територии. Еве каде бил одржан саборот во Греча, тоа е село североисточно од Скадар, во Скадарската област. Овде е повторно картата која што ви беше приложена претходно, за да видите дека териториите на кои што живеат албанци се веќе погранични територии со кралството Србија, со кралството Црна Гора и на југ со Грција. Бидејќи ова восстание само по себе не го донел посакуваниот резултат, а тоа е автономија на Албанија или конечно ослободување на Албанија. Во почетокот на 1912 година албанските патриоти начело со Исмил Кемали Влора и Хасан Приштина се одлучиле да се крене општо со албанско восстание. Ова восстание ќе биде кренато повторно во пограничните райони каде што живеат албанци, ќе биде кренато во Косово и Метохија, во непосредна близина во планинскиот предел околу Ѓаковица. Ова восстание ќе биде кренато во 1912 година. Восстанието повторно брзо ќе се разгори и брзо ќе се прошири, со тоа што на 21 мај во селото Јуник, во близина на Ѓаковица, ќе биде одржан Јуничкиот сабор, кој со својата програма извршил директно влијание во проширувањето на сеопштото албанско восстание на териториите на кои што живееле албанци. Восстанието многу брзо ќе се расшири, бидејќи турците нема да ги прифатат барањата на меморандумот од Јуничкиот сабор и неговата програма. За многу кратко време ќе бидат освоени речиси сите територии од Косовскиот вилает, Скадарскиот и Јанинскиот вилает, како и делови од Скопскиот и Битолскиот вилает, или ќе бидат ослободени територии на север од Митровица до југ до Чемерија. Но и ова восстание повторно нема да успее, пред се заради историскиот контекст во кој што се случува и е во предвечерието на Балканските војни кои што ќе следат. Последици од бројните албански восстанија се дека Албанија се уште останува во рамките на Османската империја, а воено кревањето на бројните албански восстанија по неуспехот на Турската револуција
допринеле балканските сојузници побрзо да ги започнат балканските војни, со кои што ќе се стави крај на долговековната османлиска доминација на Балканот. Благодарам на вниманието.